Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на книгата Излез. Денес ќе продолжиме со читање и обработка на текстови кои се однесуваат на изградбата на шаторот. Изградба на шаторот. Се до овој момент, Бог даваше упатства за тоа како треба да се изгради шаторот, кои материјали да се користат и по кои димензии треба да се направи. Стиховите, кои ќе ги прочитаме, се однесуваат на почетокот на изградбата на шаторот. Патем, да ве подсетам дека шаторот е предслика на Господ Исус Христос. Затоа е од исклучителна важност за нас денес да бидеме запознаени со истиот. Ке го прочитам првиот стих. И започнаа да работат Веселеил и Охолијав и сите способни луѓе, на кои Господ им беше дал мудрост и знаење да разбираат и да работат секакви работи, потребни за светилиштето, секако што беше заповедал Господ. Мојсей не ни кажува колка беше тимот кој работеше на изградба на шаторот, но сигурен сум дека голем број луѓе беа вклучени во овој важен проект. Веселеил беше одговорен за работата. Стих 2. И ги повика Мојсей, Веселеил и Охолијав, и сите мудри луѓе на кои Бог им дал разум во срцето, и сите кои од срце сакаат да се зафатат за дела што треба да се завршат. Сакам да забележите нешто во овие стихови, нешто што е од исклучителна важност кога станува збор за службата за Бог. Ако ви се понуди можност да служите за Бог, и ако ја прифатите со негодување, подобро е воопшто да не бидете вклучени во таа служба. Ако некој побара од вас да служите и вие речете, па добро, ако нема кој друг ќе мора јас да го правам тоа. Сакам да знаете дека имате погрешен став во срцето. Ако веќе сте вклучени во служба и имате таков став, мислам дека ќе треба да се преиспитате. Не ми се верува дека Бог ќе ја благослови таа служба бидејќи не е доволно добра за него, а и не е добра за самите вас. Луѓето кои беа вклучени во изградба на шаторот го правеа тоа од срце и сакаа да бидат вклучени во проектот. Не негодуваа, не се бунеа бидејќи беа избрани, не основаа синдикат да се застапува за нивните права, не гледаа на часовникот колку време работат и слично. Претходно беа робови на фараонот и беа принудени да работат. Но сега работеа доброволно, бидејќи сакаа да го прослават Бог со своите дарови и вештини. Тие работеа од срце. Тоа е правилниот став кој треба да го имаме кога му служиме на Бог. Неодамна ми пристапи еден млад пастор и ми рече: знаеш, јас на вистина сакам да сум пастор, но не сакам да проповедам. Тоа не ме интересира. Му предложив да бара друга работа. Мојот одговор беше: пастирската служба не е нешто кое треба да го прави некој кој не сака да го проучува Божиот збор. Ако немаш ентузијазам во тоа што го прави за слава на Бог, мислам дека треба да си најдеш друга работа. Пред некое време слушав проповедник кој проповедаше без ревност и без голема желба. Навистина ми беше тешко да го слушам. Не дека имав нешто против него, токму напротив, тој човек беше еден од студентите на кои им предавав, но сепак му недостасуваше ревност во проповедањето. Искрено, ми изгледаше како да проповеда на сила, а Бог не го сака тоа. Веселеил беше поинаков. Тој беше целосно внесен во работата која Бог му ја даде. Се што правеше при изградбата на шаторот, го правеше како за слава на Бог, а не за да му угоди на Мојсей или на некој друг. Сигурен сум дека службите и активностите кои се вршат во контекст на црквата ќе беа многу поинакви, доколку оние кои се вклучени во нив имаат став како овој на Веселеил. Божјата работа треба да се извршува со ентузијазам. Зарем нашиот Бог не го заслужува тоа? Зарем нашиот Спасител не заслужува да му служиме со радост и со ревност? Во посланието до Римјаните 14:5 апостолот Павле пишува: секој нека биде наполно уверен во своето мислење. Тоа е начинот на кој треба да ја вршиме службата. Да бидеме уверени дека ова е тоа кое сакаме и треба да го правиме. Ако имаме таков став, ќе можеме да кажеме: ова го правам бидејќи го сакам и тоа е моја желба. Се надевам дека секој од нас ќе научи не само како да му служи на Бог, туку и да го правиме тоа со правилен став во срцето. Павле напишал: тешко мене ако не го проповедам Евангелието. Сетете се на оние 300 војници кои Гидеон ги одбра да се борат заедно со него. Гидеон ги препозна како ревностни војници врз основа на тоа како пиеа вода.
Тие беа најдобрите и најхрабрите војници кои беа потребни за борбата што предстоеше. На црквата денеси се потребни такви луѓе, кои имаат желба да му служат на Бог и се спремни да го прават тоа во секое време. Во следните 2 стиха ни се дадени уште неколку важни информации поврзани со изградбата на шаторот. И тие ги зедаа од Мојсеј сите дарови што ги беа принеле синовите израелски за потребите на светилиштето, за да се работи. А тие ги примаа уште и принесуваните дарови од оние што носеа секое утро. Тогаш дојдоа сите вешти луѓе што вршеа работи за светилиштето. Секој според својата работа, кој каква што работел. Слушнете што пишува во следниот стих. Сигурен сум дека ќе се изненадите. Па му рекоа на Мојсеј: народот принесува повеќе отколку што е потребно за да се направи она што заповеда Господ. Мислам дека ова е единственото место во Библијата кога на луѓето им беше кажано да престанат да донираат, бидејќи материјалите кои беа потребни за изградба на шаторот веќе се собраа. Никогаш во животот не сум слушнал за толку богат доброволен прилог. Овие стихови опишуваат еден вид чудо. И Мојсеј разгласи во таборот велејки: ни маж ни жена да не принесува ништо повеќе како дар за светилиштето. И народот престана да принесува. Мојсеј му кажа на народот дека е забрането да се даваат приноси. Неговата порака беше: доволно е, дадовте толку колку што треба. Ова е навистина неверојатно. Израелците што туку излегаа од робство и до пред некое време беа робови кои не поседуваа речиси ништо. А сега се богат народ кој многу лесно може да ја поддржи изградбата на шаторот. И тоа го правеа великодушно и радосно. Затоа велам, се што правиме за Бог, треба да го правиме со радост и ентузијазам. Тоа е начинот на кој Бог сака да служиме и начинот на кој Бог сака да даваме. Вистина е дека давањето материјални и финансиски средства ќе не чини нешто. Но ако не го правиме со радост, мислам дека не треба да го правиме тоа воопшто. Ако сте вклучени во некаква служба за Бог или давате средства за Божјата работа, правете го тоа со радост. Ако немате радост, барајте од Господ да ви ја врати радоста. Во овој дел од книгата Излез, Мојсеј ни дава извештај за тоа како израелците го изградија шаторот и начинот на кој го сторија тоа. Кога Бог преку Мојсеј им кажа да ја поддржат изградбата на шаторот, тие не само што го сторија тоа со човечките ресурси кои им беа на располагање, туку и со своите имоти. Во стих 8 пишува дека почнаа да ги составуваат завесите и платништата. Тогаш сите вешти луѓе, кои се обврзаа да ја направат скинијата, приготвија 10 платништа од пресукан лен и од сина пурпурна и црвена волна и на нив направија уметнички извезени херувими. Овој дел од главата го опишува составувањето на завесите и платништата, кои служеа за да се покрие шаторот. Може би ќе се сетите, но пред неколку епизоди ви го дадов своето мислење во однос на тоа што представуваа овие завеси и платништа и како истите се еден вид предслика на службата и природата на Господ Исус Христос. Да ве потсетам на димензиите на шаторот кој го градеа израелците. Димензиите му беа дадени на Мојсеј од страна на Бог. Шаторот беше 30 лакти долг, 10 лакти широк и 10 лакти висок. Структурата на шаторот беше направена од штици, кои беа 1,5 лакт широки, а секоја беше обложена со злато. Секој пат кога израелците се движеа низ пустината, свештениците беа одговорни да го соберат шаторот, да ги соберат сите делови од кои беше направен истиот, да ги носат се до следното место и таму повторно да го наместат. Токму затоа Бог му рече на Мојсеј дека секој дел и секој предмет кој се наоѓаше во шаторот треба да има алки. Идејата беше дека кога израелците ќе се движат низ пустината, тие предмети ќе се носат со помош на лостови. Шаторот изгледаше прекрасно и не само што беше направен со најдобрите материјали во тоа време, туку беше и многу компактен. Како што можете да забележите, Бог не само што му кажа на Мојсеј кои треба да бидат димензиите на шаторот, туку му кажа и со кои материјали да се направи истиот и како да се пренесува додека народот патува низ пустината. Ако ги читате стиховите кои се поврзани со деталите за образецот на шаторот, на моменти можеби нема да ви бидат интересни, но во сето тоа можеме да ја видиме Божјата грижа и креативност. Патем, во однос на самиот шатор, од израелците не се бараше само да го изградат како што треба и со добар став во срцето, но исто така и понатаму да го почитуваат шаторот и да живеат во контекст на неговото значење и што представува истиот.
Глава 37. Во оваа глава се запишани уште упатства во однос на изградбата на шаторот, но генерално гледано станува збор за информации кои веќе ги прочитавме во претходните епизоди, и затоа сметам дека нема потреба пак да ги читаме. Тука пишува за тоа како Веселеел и неговите помошници го изградија ковчегот, масата за лебните приноси, светилникот и жртвеникот за кадење. Веќе ги прочитавме димензиите за овие предмети и материјалите од кои требаше да бидат направени истите, а во оваа глава само се повторуваат. Во дворот на шаторот беа поставени два предмети: бронзениот жртвеник на кој се принесуваа животински жртви и мијалникот, кој свештениците го користеа за да се измијат пред и откако ќе ја принесат жртвата. Во првиот дел од шаторот, познат како светилиште, имаше три предмети: златниот светилник, масата со лебни приноси и жртвеникот за кадење. А потоа, во најсветото место, или познато како светиње над светињите, стоеше ковчегот во кого беа положени двете плочи на кои беа напишани 10 заповеди: сад со мана и жезелот на Арон. Всушност, според нацртот кој Бог му го даде на Мојсей, шаторот имаше три дела и секој од тие делови имаше свој влез. Но свештениците мораа да влезат прво во првиот, па во вториот и на крај во третиот дел. Првиот влез беше оној кој ги водеше свештениците во дворот на шаторот. Откако ќе влезеа во дворот и ќе ги завршеа ритуалите поврзани со жртвеникот и мијалникот, свештениците влегуваа во шаторот, односно во првиот дел од шаторот наречен светилиште. Откако ќе ги завршеа ритуалите поврзани со предметите кои се наоѓаат во светилиштето, свештениците излегуваа. Но, еднаш во годината првосвештеникот влегуваше и во третиот и најважниот дел од шаторот, познат како светиње над светињите. Во шаторот имаше 7 важни предмети и секој од нив беше уникатен по дизајн, но и по значење. Ќе ги објаснам накратко. Бронзениот жртвеник е символ на крстот на Христос, местото каде што примаме простување на гревовите. Мијалникот е местото каде што свештениците одеа да се измијат, и тоа е символ на фактот што Христос не мие од сите гревови кога ги правиме и за кои се каеме. Мијалникот е символ на Исусовото простување, но и на нашето покаяние и исповед. Тоа е местото каде што Бог не измива од гревовите. Жртвеникот пак е символ за нашето спасение, а мијалникот пак за нашето осветување. Светилиштето е местото каде што свештениците го обожуваа Бог. Златниот светилник е слика за Христос, кој е светлината на светот. Масата со лебниот принос е слика на Христос, кој рече дека е лебот на животот. Жртвеникот за кадење е предмет кој е символ за молитвата. Тој сведочи за фактот дека Христос е нашиот посредник, оној кој го принесе својот живот и ја принесе својата крв во светињата на светињите. Тој е нашиот првосвештеник кој не принесе жртва од животно, туку самиот себе се даде за да можеме да добиеме простување на гревовите. Масата со лебните приноси исто така се наоѓаше во оној дел од шаторот кој служеше за славење на Бог. Како што Бог им даде на свештениците храна од таа маса и се грижеше за сите нивни потреби, така Бог се грижи и за сите наши потреби и ни го дава тоа што ни е потребно. Светињата на светињите беше најважниот дел од шаторот и не секој можеше да влезе во тој дел. Свештениците влегуваа во останатите делови од шаторот, но во светињата на светињите влегуваше само првосвештеникот, и тоа еднаш годишно. Христос е нашиот првосвештеник, кој не еднаш годишно, туку еднаш за секогаш се принесе за нас. Кога Господ Исус се отелотвори и дојде на овој свет, тој не само што ги исполни сите нешта за кои шаторот беше предслика, туку направи нешто повеличествено. За разлика од шаторот кој во Стариот Завет им беше достапен само на израелците, жртвата на Господ Исус Христос е достапна за сите луѓе, без разлика кој јазик го зборуваат, на кој народ припаѓаат, каде живеат и слично. Во крајна смисла, идејата на Бог беше израелците да бидат негови сведоци пред другите народи, за и тие да се обратат кон него и да имаат заедништво со него. Но, со оглед на тоа што израелците не успеа да го сторат тоа, Бог ги привлече сите народи кон себе преку жртвата и воскресението на Господ Исус Христос. Тоа е навистина прекрасно. Простувањето на гревовите и постојаното заедништво со Бог никогаш не беше замислено само за израелците. Да, тие беа првите
кои го искусија тој благослов, но целта беше сите народи да го добијат. И во Христос токму тоа и се случи. Затоа, додека размислуваме за шаторот, сите предмети кои беа поставени во него и нивното значење, сакам да ве прашам нешто многу важно. Која е вашата духовна потреба денес? Дали може би имате потреба да дојдете кај бронзениот жртвеник, односно кај крстот на Исус, за да побарате простување на гревовите и спасение? Ако се уште не сте го добиле спасението на вашата душа, сакам да ве охрабрам денес да го направите тој чекор. Да поверувате во Исус Христос, да побарате простување на гревовите и тој ќе ви прости. Можете да бидете сигурни во тоа. Бог ветил дека секој кој верува и се кае, ќе добие спасение на душата и вечен живот. Може би немате потреба да дојдете кај жртвеникот, бидејќи сте го сториле тоа претходно. Тоа значи дека вие веќе сте верни христијани. Но секој христијанин прави гревови и има потреба од осветување. Ако сте направиле некаков грев, време е да се исповедате, односно да дојдете кај мијалникот и да дозволите Бог да ви измие од вашата духовна нечистотија. Ако не сте се исповедале и покаяле за своите гревови, направете го тоа што побрзо. Може би тоа не е вашата потреба, туку ви треба нешто друго. Ако не се храните со зборовите на Христос, вам ви е потребно да дојдете кај масата со лебниот принос. Дојдете пред Бог, отворете ја Библијата, помолете му се и побарајте да ви даде мудрост да ја разберете и почнете да ја читате. Ако ви е потребна мудрост и светлина за некоја одлука која треба да ја донесете во животот, ако чувствувате дека живеете во некаква темнина, дојдете кај златниот светилник, кој е символ за Божјата светлина, и побарајте таа светлина да го осветли патот пред вас. Немојте да се срамите. Дојдете кај Бог и побарајте го тоа што е потребно на вашата душа. Следниот пат ќе размислуваме за движењето на израелците низ пустината. Тој дел од нивното патување е подетално опишан во книгата Броеви, но следниот пат ќе размислуваме за нивниот марш низ пустината и начинот на кој го поставуваа шаторот. Последното проучување ќе обработиме глава 38 од книгата Излез и ќе видиме кое е нејзиното значење за израелците, но и за нас денес. До тогаш, Бог нека го благослови секој од вас. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.